Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Енергетската заедница во официјален извештај вели дека денес Северна Македонија е шампион по реформи во енергетската политика. Еве зошто реформите во македонската енергетска политика се прогласени за шампионски и не се само писмо во извештај, туку се реални и граѓаните ги чувствуваат. Цената на струјата престана да расте и се стабилизира. Денес имаме најниска цена на струјата во Европа. Во време на ВМРО ДПМН од 2006 до 2016 цената на струјата се покачи за неверојатни 100%. Ја вративме ефтината тарифа на струјата. ВМРО ДПМН беше против враќањето на ефтината тарифа. Тврдеа дека така ќе поскапела струјата. Евене, 2 години потоа имаме ефтина тарифа и ниска и стабилна цена на струјата. Зголемено е домашното производство на електрична енергија и најголемиот дел од потребите се снабдуваат од домашното производство. Во време на ВМРО ДПМН имаше пат од 25% на домашното производство на електрична енергија, а увозот достигна неверојатни 38%. Се купуваше струја поскапа од 200 евра за мегават час. Денес Електранија Северна Македонија не купува струја. Електранија Северна Македонија продава енергија на европските пазари и за 2 години продаде енергија во вредност од 40 милиони евра. Електранија Северна Македонија денес има добивка од над 80 милиони евра, средства кои се вложуваат во борба против аерозагадувањето. Во време на ВМРО ДПМН средствата се вложуваа во барокни згради, рајски градини и други фикции од мозоците на Мицкоски и Груевски. Спротивно на ова, Мицкоски како директор на ЕСАМ, тогашното ЕЛЕМ, ја водеше најлошата енергетска политика во земја. Во тоа време цената на струјата се покачи за 100%. Земјава увезуваше скапа струја, некогаш поскапа и од 200 евра за мегават час, додека ЕЛЕМ се расфрлаше со јавни пари за непродуктивни проекти, рајски градини и други фикции. Најнеуспешниот директор на ЕЛЕМ денес е најнеуспешниот лидер на опозицијата. Благодарам.